Како што најавив по рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. Кочанските оризопроизводители од Сдруженијето Бело Злато денеска дадоа поддршка на протестите за земјоделците за исплата на субвенциите. Доколку не се исплата деновиве, во тој случај најавија блокада на магистралниот пат Штип-Кучани-Делчево. Оризопроизводителите од Сдруженијето Бело Злато денеска им дадоа поддршка на земјоделците кои протестираат во државата поради неисплатата на субвенциите. Забележуваат дека подготовките за сеидба на оризот се во полнек, а оризопроизводителите ги користат и последните пари за да ги обработат нивите. Како и обично од платежната агенција и од Министерство за земјоделие и Министерство за финансии останавме дебело излажени, изманипулирани. Греовна е сликата на редици, односно колони на изнамачените души земјоделци пред банкоматите, пред комерцијалните банки. Страшно се гледа дека земјоделците ги трошат последните трапенија од излажаната власт. Оризопроизводителите бараат брзо формирање на нова влада и исплата на субвенциите, за да го подготват Кочанското поле за сеидба на оризот. Борисов, председателот на Кочанското Сдружение Бело Злато, најави дека доколку наскоро не пристигнат субвенциите, во тој случај следен чекор ќе биде блокирање на магистралниот пат Штип-Кучани-Делчево, кој води кон македонско-бугарскиот граничен премин. Според нивните анализи, дел од оризопроизводителите имаат добиено субвенции, но еден дел немаат добиено од 2012 година. Сметаат дека со откупната цена и неисплатата на субвенциите, голем дел од оризопроизводителите годинава нема да го произведат белото кочанско злато. Засега се уште нема официјални податоци колку од површините во Кочанско поле ќе бидат засејани под ориз. Ги чекаат ланските субвенции, а ќе аплицираат за нови. Сточарите ќе треба да ги достават откупните белешки за предадено млеко во капацитети, за да добијат дополнителна финансиска поддршка од 3,5 денари за литар. Нема субвенции за земјоделците, а нема и за сточарите кои предале млеко во регистрирани капацитети. Уште пред да започне политичката криза во земјава, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството организираше средба со земјоделците во Штипско да ги слушне нивните проблеми. Млекопроизводителите тогаш се пожалија дека на сметките не им легнал ниту денар за млекото што го однеле во млекарниците. Ние не сме добиле да видиме што е проблемот. Инаку аплициравте уредно се? Да. Добивте некаков одговор до сега или не? Одговор, наводно фактурите оригинал не биле пратени, пратиме ги сега да видиме што е работа. За овците е предадено млеко за 7 месеци, од кои само за 1 месец е исплатено. Нема доставено за другите месеци пари, тоа е за 2015 година. Неделава започна пријавувањето за количините на предадено млеко во регистрирани капацитети во последниве 3 месеци од ланската година. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип ги повикаа сточарите да ги донесат откупните белешки за предадено млеко за субвенции. Млекопроизводителите подолго време се жалат на ниската откупна цена на млекото, а финансиската поддршка од државата за предадено млеко изнесува 3,5 денари за литар. Во фарм регистарот на земјоделци во Штип и Карбинци регистрирани се 220 производители на млеко. Дневно само од производителите во карбинските села се откупуваат 5 до 6.000 литри млеко, најмногу кравјо. Текстилните компании ги склучиле договорите со старите партнери, но годинава нема договори и работа со нови странски партнери. Причината е актуелната политичка состојба, но и Босна и Херцеговина, која нуди поевтина работна сила. Текстилните компании годинава немаат склучено договори со нови странски партнери. Политичката криза и ефтината работна сила во Босна и Херцеговина е причината да не се склучуваат договори со нови партнери. Председателката на кластерот за текстил Маријана Перковска за Ирис телевизија вели дека старите партнери остануваат со македонските текстилни компании, со што работат има во поголемиот дел од нив. Забележува дека новите партнери значат и нови можности, а овој период го оценува како стагнација
за текстилната индустрија. Искрено да ви кажам, тоа секако дека ќе има реперкусии од политичката состојба, но тоа е најверојатно за новите клиенти. Старите клиенти со кои што имаме воспоставено веќе одредени релации, затоа што ова не ни е прва криза, можеби е една од потешките, меѓутоа ние сме имале и во други периоди каде што таа соработка со добрите купувачи мислам функционирала. Да се надеваме дека ова кратко ќе трае. Перковска забележува дека македонските текстилни компании во одредени градови во државата се соочуваат со недостиг на работна сила. Некои од нив се принудени своето производство да го селат во други градови, каде што има поголем број на невработени. Засега остануваат старите проблеми во оваа индустрија. Нема субвенции ниту грантови за да се модернизираат машините со кои шијат работниците. Во полн ек се градежните работи за новата болница. Градежните работи се стигнати до трето ниво, а карабината треба да биде готова најдоцна за една година. Новата болница ќе чини 30 милиони евра, а дополнителни 16 милиони евра ќе бидат инвестирани во нова опрема. Интензивно се гради Штипската клиничка болница. Засега не постои никаков застој во градежните активности, а градбата се движи според предвидениот план. Во моментот се работи на третото ниво, информира раководството на најголемиот здравствен центар во источниот дел од државата. Нема застој и градбата се движи спрема планираното. Во моментот се спрема веќе третото ниво на поставување на плоча за новата клиничка болница. Според архитектонскиот проект, болницата треба да биде на 5 нивоа, така што слободно може да се каже дека голем дел од градежните активности се веќе завршени. Изградбата на карабината треба да биде готова најдоцна за една година. Тоа е каскадно, не би рекле 5-6 ката, меѓутоа како каскадно оди од еден кат, па на едно ниво има 2, па 3. Темелите на новата клиничка болница свечено беа ставени на 3 март минатата година. Секоја соба во новата болница ќе биде со капацитет од 2 до 4 легла. Новиот објект има централна климатизација, како и собствен резервоар за вода. Покрај веќе постоечките ќе се отворат и новија оделенија. Изградбата на болницата чини 30 милиони евра, а дополнителни 16 милиони евра ќе бидат инвестирани во нова опрема. Општина Штип го вклучи алармот за превенирање на опасностите од пожар. Апелира до граѓаните да внимаваат за да не предизвикаат пожари на отворено, од кои последиците се катастрофални. Да се превенираат опасностите кои може да доведат до пожари, состојбата може да ескалира со покачување на температурите, но и периодот на празници кој следи поради кампување на излетничките места. Секој невнимание на човекот е потенцијална опасност да избувне пожар во шума, а последиците да бидат катастрофални. Затоа општина Штип денеска апелираше на поголема внимателност од страна на граѓаните. За да можеме успешно да ги превенираме пожарите и да спречиме поголеми последици, апелираме до граѓаните да внимаваат на отворено, имајќи во предвид дека следат празници кои вообичаено се погодни за кампување и излети, карактеристични по палење на оган во природа. Веруваме дека нашиот апел ќе биде разбран добронамерно и дека заеднички ќе помогнеме оваа пролет и лето да имаме што помалку пожари на отворено и со тоа да ги заштитиме шумите, но и имотите во непосредна близина од можност да бидат опожарени. Според информациите кои стигнуваат до општина Штип, најголем фактор кој придонесува за избавнување на пожарите на отворен простор е невниманието на човекот. Поголемиот дел од пожарите според вработените во нашата противпожарна единица се подметнати од несовесни граѓани, а дел се и резултат на невнимателност. Законот предвидува ригорозни санкции за оние кои ќе предизвикаат пожар. Одредбите ја прецизираат оддалеченоста од шумските појаси на која не смее да се пали оган. Палењето на оѓен на отворен простор на 200 метра од работ на шумата представува прекршок по Законот за шуми, каде што глобата е доста висока и таа е 2500 евра во денарска противвредност. Според Законот за јавна чистота, палењето и разгорувањето на скари е забрането. Глобата е 50 евра. Инако шумските пожари годинава земаат замав. За кратко време избувнаат 3 поголеми пожари. 2 во Делчевско, каде беа опожарени околу 140 хектари со борова шума. Во Штипско избувна пожар на пенуш, а пожар што зафати околу 6 хектари дабова шума гасија и светониколските пожарникари.
Фекалии од канализација директно истекуваат во река Брегалница под мостот во Ново село. Проблемот е повеќе годишен, но одговорните институции никако да засукаат ракави и да го решат. Фекалии од отворени цевки на канализација директно истекуваат во река Брегалница под мостот во Ново село. Грда гледка надополнета со лоша миризба. Кај мостот во Ново село лоша еколошка гледка. Канализација истекува во реката, колекторот оштетен, но и цевки со отпадни води директно во Брегалница. Миризба и лоша реа се шири, граѓаните реагираат, проблемот е пријавен, но подолго време никој од одговорните не се дрзнува да го реши. Проблемот е повеќе годишен, реагираат новоселци, а одговорните не го решаваат. Лошата миризба се шири низ околината, а најмногу се чувствува кај куќите покрај реката. Па канализацијата, ова тука што тече, може 5-6 години, од црквата иде, тие куќи сите се офанати у неа, биле пониско куќите од колектора и затоа тука направи некоја препумпна станица, ама не функционира. И затоа уклучија у реката. Порано ставија 5-6 цевки надоле, од куќите да иде, ама реката ги однесе незаштитени. А секој пат тече и смрве, поготово кога намале реката. У реката која паше меша со водата, а сега е точно на сувото тече. Колку вакви има цевки? 5 цевки има надоле од сите тие куќи, ниједна не е фаната. Колекторот е оштетен, атмосферската вода знае да направи дополнителни проблеми. А и самиот колектор изгреје на 5-6 места и кога има поройни дождови, изгледа и атмосферска вода у него влегува, тоа джитка таму у реката. А и оздоле е провален, по некој пат почне како чешми да тече. Нешто става оздоле некој гуми, ама не е тоа е железо, мора да се смене некој. Ние сме тука, јас сум 6-та генерација во оваа куќа, не е било вака. Во овој период, кога водата во река Брегалница е речиси на самиот минимум, проблемот со нерешените фекалии од канализација во Брегалница станува дополнително актуелен. Граѓаните очекуваат одговорните институции конечно да ги засукаат ракавите и да го решаат еколошкиот проблем. Нечист сунгер, стара крпа или недезинфекцирани работни површини може да бидат причина за ширење на многу бактерии кои би можеле да предизвикаат труење. Епидемиолозите апелираат индивидуалната, но и колективна хигиена во рестораните, училиштата да биде на највисоко ниво. Нивото на лична, но и колективна хигиена во месеците кои доаѓаат треба да биде на највисоко ниво. Многу лесно може да се закачат стафилококи или стрептококи, советуваат епидемиолозите. Граѓаните треба да се придржуваат кон консумирање неисправна термичко и хигиенски обработена храна. Не е одржување на хигиена само што ќе се пребрише со една крпа. Значи, треба да се знае процесот на чистење, дека треба механички прво да се исчистат работните површини, таму кај што се спрема храната во кујната и таму кај што се служи, па потоа да се избришат со дезинфекциони средства. Обично хлор, каде што имаме повеќе концентрација на повеќе луѓе. Нечистиот прибор за јадење или чаши може да бидат преносители на жолтица, хеликобактерии или цревни вируси. Процесот на одржување на хигиената е многу важен за ширењето на бактериите, појаснуваат епидемиолозите. Сунгерите не треба да стоат, сунгерите треба за 2-3 дена да се фрлат. Таму кај што, например, да се смени, бидејќи сунгерот и со миење на прашок не може да се исчистат бактериите во него. Никако не може. И прашок, да го переме и со топла вода и прашок, бактериите остануваат во него. Значи, сунгерите, крпите, тоа се најзаразните материјали. Со покачувањето на температурите, големо внимание треба да се обрати на ледоматите, но и на кафематите. Коцките мраз, но и кафето од машини може да бидат чест извор на ширење на ешерихија коли. Бактеријата стафилокока минатата недела беше причина околу 200 работници од Тетово да побараат лекарска помош поради труење, а пред неколку години над 50 на штипјани поради салмонела беа хоспитализирани неинфективно во Штипската болница.
Жители на улицата Куле Неделков во Штип се жала дека отпадоците од кантите комуналците редовно не ги прибираат. Граѓаните велат, редовно си ги плаќаме комуналните давачки, па затоа очекуваме редовна и коректна комунална услуга. Граѓанската реакција која се однесува за нередовно исфрлање на отпадот доаѓа од жителите на улицата Коле Неделков. Велат дека за празнење на кантите мораат да чекаат подолго време. Реагираат почесто до одговорните, но не наидуваат на експресни реакции. Па не горе да нафрлат. Зашто они си знаат? По колку време чекате? Па чекаме некојаш недела, некојаш. И така. Интервенирате ли? Јавувате ли? Јавуваме се, меѓутоа ќе дојде, или колата е расипана, или така. Нередовно, по правило треба да е секоја недела, меѓутоа овај пат како живи сами може да видите, веќе 3 недели не е поминал камионот да фрля ѓубре. Реагира 2 пати до сега им реагирано на таа службата што е за чистење. Речеа дека ќе пратат некој да фрле ѓубрето да дојде екипа, меѓутоа уште никој нема дојде, ево више 4-5 дена како е. Улицата Коле Неделков не е дел од рурална средина. Комуналните давачки редовно се плаќаат, па затоа граѓаните очекуваат и редовно исфрлање на сметот. Со кесенцето се бајали и одеш до првиот контейнер кај стигнеш, ја гледам и комшиите прават исто, за да не биде пуно ѓубрето. Редовно плаќаме сметки, не е во некоја рурална средина кај што никој не плаќа. Инаку денес комуналните екипи поминале низ улицата Коле Неделков, но не секаде отпадоците се исфрлени. 27-годишно момче од Кочани е потешко повредено во сообраќајна несреќа. Според информациите од полицијата, несреќата се случила 10 минути по полноќ на улицата Димитар Влахов во Кочани, кога ДА изгубил контрола над воланот и со возило Ауди А3 излетал од патот и удрил во трговски објект Бутик. Се здобил со тешки телесни повреди, кој по укажаната лекарска помош од јавната здравствена установа во Кочани е пренесен во Скопје за понатамошно лекување. Увид на лице место извршила екипа на полициската станица од Кочани. Фудбалските праволигаши утре среда ќе ги одиграат надпреварите од вонредното 25-то коло. Екипата на Брегалница на Градски во Штип ќе се сретна со екипата на Шкупи. Со одигрување на надпреварите од вонредното 25-то коло продолжуваат фудбалските возбудувања во првата македонска лига. На градскиот стадион во Штип Брегалница ќе се сретне со екипата на Шкупи, против која ја има постигнато единствената победа во досегашниот тек од првенството. Веќе се одредени и судиите и официјалните лица за овој надпревар. Главен судија ќе биде Далибор Ѓорѓевски, прв помошник Орце Стевковски, втор помошник Мартин Петковски и четврти судија ќе биде Марија Младеновски. За контролор е делегиран Делче Јакимовски од Скопје, а делегат ќе биде Благој Петров од Велес. Еве ги комплетните парови за ова 25-то коло. Брегалница Шкупи, Пелиштер Силекс, Македонија Ѓорче Петров Победа, Ренова Вардар и Работнички Шкендија. Надпреварите ќе се одиграат во среда 5 април со нов термин на почеток во 16 часот. Членовите на карате клубовите Астибој и Партизан од Штип постигнаа одлични резултати и освоија голем број медали на меѓународниот турнир Власотинце 2017 во Србија. На меѓународниот карате турнир Власотинце 2017 настапија преку 400 надпреварувачи од 31 клуб од Србија, Македонија и Бугарија. Меѓу нив беа и членови на карате клубовите од Штип, Астибој и Партизан. Карате клубот Партизан, предводен од тренерот Миланчо Черкезов, се представи со 8 каратисти кои освоија 7 медали, 4 златни, 2 сребрени и 1 бронзена медалја. Златни медали во своите категории освоија Лила Ефремова, Филип Ивановски, Александар Постолов и екипно пионерките во состав Лила Ефремова, Меланија Митевска, Лина Ефтимова и Елена Устичкова. Сребрени медали освоија Елена Устичкова и екипно помладите кадети во состав Филип Ивановски, Павел Симонов и Љупчо Ценовски. Бронзен медал во својата категорија освои Павел Симонов.
На истиот овој турнир во Власотинце екипата на карате клубот Стиво беше прогласена за најдобри и го освои победничкиот пехар, додека пак тренерот Лазо Богатино беше прогласен за најдобар тренер. Златни медали во своите категории освоија Бојан Иванов, Наум Јованов, Леона Митева, Сандра Сарафимова, Кристина Спасовска, Тамара Ристовска и Ивона Ивкова. Сребрени медали освоија Ана Марија Гошева, Сара Сарафимова во борби и во кати, Кристина Зафирова и Давид Петров. Бронзени медали освоија Антонела Митева, Кристина Спасовска, Ангела Ристова, Христијан Гошев, Леона Митева, Анастасија Петрушева, Ана Марија Гошева и Ангела Ристова. Исто така беа освоени повеќе златни и сребрени медали во екипна конкуренција во повеќето различни возрастни категории. Тоа беше и последната информација во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК. Пријатно!